Еве сме назад во студиото, малку имавме време да поразговараме за некои теми кои што не успеавме во првиот дел. Можеби ќе продолжиме, но секако нема да ги заборавиме оние фотографии кои што ги испратија нашите гости, за да имаме можност дополнително да ги запознаеме и да се запознаеме со она што тие го прават во текот на денот. Малку се пошегувавме, имаме и прашања, малку се пошегувавме со Дарко дека е пократки ракави, дека дури вака му е топло, нормално спортски човек, спортски начин на живот, ние вака ние сме спремни за Намаврово. Ние спремни за Намаврово, дефинитивно, градоначалниче, така да... И сезоната си е. Мада во Маврово е секогаш убаво. И пролет, и лето, и есен, и зима. Нема лошо време за да го посетиме Маврово. Целта е 12 месеци да развиваме, да имаме содржини, така да... Велосипедски туризам, планински туризам, мислам дека има навистина многу што. Има и тука општината сакам да си го заземе своето место, бидејќи да биде носител на сите тие активности заедно со приватниот сектор, со јавните институции кои делуваат и да направиме поорганизиран туризам 12 месеци. 90 километри од Скопје, значи за неполн час може да стигнете и да уживате во убавите. А сега со новите закони и принципи за возење може би малку подолго, малку ќе се тргнеме порано. Да, со новите закони малку подолго. Да, но ајде да почнеме со прашањата кои ги имаме пред нас. Повелете, Дарко, подадете кон Деспина ова еден сат со интересни прашања за како единствена дама Деспина и слободно останатите натаму, а градоначалникова се најлегитимните избори на прашања. Нема местенки тука, ништо. Еве, може да почнеме со градоначалникот, на глас прочитете го прашањето и споделете ни. Во што најмногу веруваш? Во сопруга. Мислам дека тоа ќе биде најточен одговор, посебно ако не следи. Така. Сигурно не следи, да? Па добро сега, верувам во семејството, нели, како основна целина, нели, како прва. Да кажам, верувам во луѓе и сакам да верувам бидејќи така карактерно сум определен затоа што сакам да изградам доверба меѓу луѓе и впрочем и во мојата професионална активност, да кажам, и професионална работа, сакам да изградам доверба со луѓе, сакам да изградам цврсти врски, се со цел да на некој начин, знаете дека е основа довербата да се направат добри резултати. Многу тешко се гради довербата, а толку лесно се урива, тоа е магично. Ви благодарам многу. Деспина, ајде со вас, па Дарко на крај. Добро. Што го прави светот подобро место за живење? Јас освен кучињата. Освен кучињата. Да. Јас еве лично и луѓето што ме знаат ќе кажат, ја многу го сакам животот и каде живееме. Јас сметам дека државата во која што се наоѓаме е прекрасна држава со многу убави места кои што шетаме, еве нели зборевме и Маврово колку е прекрасно. Мислам дека луѓето околу нас, фамилијата, пријателите, милениците, нормално природата, начинот на кој што го живееме животот. Ние Балканот се сметаме нели за луѓе кои што сме опуштени, кафански луѓе, кафиња, дружби, така да мислам дека еве од моја перспектива нашето место на живење ние како народ го правиме да биде убав. Добро, супер, благодариме на одговорот. Што си посака во новата 2026 година? Еве како дел кој што започнавме оваа година со филмот кој што излезе, искрено посакувам дека не спомнав дека филмот ќе учествува на 40 на меѓународни фестивали ширум светот, затоа што во дел веќе се учествува во со котизација, нели, за учество. И искрено се надевам дека ќе ни се даде можност да направиме уште некој втор, трет дел, затоа што наистина имаме што да покажеме. Ние веќе сме и размислувале за втор дел на филмот и тоа да биде како промоција дека наистина треба да му се даде можност на секој, а и секој треба да има малце повеќе можност нека кај нас нели да проба да искуси, затоа што овие алтернативни авантуристички спортови и не секој му се, да кажам, достапни, блиски, да, затоа што сепак мора, како што спомнавме преска со градоначалникот, да се даде малце поддршка на почетокот, а тоа е нели најранливата и
категоријата која што мораме да напредуваме, затоа што без иднината на младите, секако се што сме работеле, мора тие да го продолжат. Барем таму каде што би застанали ние, мора да има млади, нови, талентирани дечки кои што би продолжиле, а ние треба да му овозможиме да тој раст додека се млади, да му овозможиме подобри услови за да можат тие уште повеќе резултати и успеси да постигнуваат и да ја промовираат сите овие наши природни богатства кои што ги имаме кај нас. Особено вие сте најдобрите промотори на се она што е богатство, па ајде да започнеме со фотографиите и видеата на Дарко, бидејќи навистина имаме и одлични видеа што има режијата подготвено прво, со тоа може да одиме. Да погледнеме. Што гледаме тука? Така, ова е Камена баба, локалитетот каде што го искачував фри солото. Ова е карпата од 40 на метри, каде што од подножието на карпата догоре одиме нели без опрема, без заштитна опрема. Така го имаме погледот кон Прилеп, кон Марковите кули. Ова е нели дел од нуркањето, каде што ова е при крајот на нуркањето. Ова ни се активно, ова е вертикалата од Крштална каде што се спуштавме во влезниот канал за таму. Ова се нели тука сте без дополнителна опрема. Да, само... ова е без дополнителна опрема, без заштита. Само јас, контактот со карпата и секако како што кажав смиреноста. Каде стравот во ова, Дарко? Па стравот го оставам некаде многу далеку. Искрено имав еден момент негде пред излезот на 25 метри, еден момент каде што ме кога имаше на платформа и се свртив да ги видам, нели, Бојан и целиот тим од тичија перспектива и секако помислуваш добро и тука врват милион слики што ако се случи не дај Боже нешто лошо и се, дека тие не ќе бидат тие последните, но јас како да кажам, вербата кон реализација и успешноста е многу поголема, да, многу поголема отколкуто она што гледаме. Нели, да не се случат никакви фатални повреди, затоа што јас искрено се водам и кон нешто кое што не сме свесни што се можеме да постигнеме со телото и со резултати кои што сакаме да ги реализираме само доколку нашиот ум посака. И тоа е многу битно. Сека чест за видео реализацијата под вода. Браво за целиот тим кој што ви помогнал. Може да погледнеме и натаму. Така, спелеонуркањето е навистина една многу различна активност. Еве го тимот кој што нели поддршката, го споменавме, тука сме натре во пештера каде што правиме нели кратки брифинзи како да се одвива, во пештерата секако. Мораме да видиме како ќе продолжи процесот. Сепак ќе не се коњеме настан секако и за нив е ново искуство и заедно. Ова е во Крштална пештера. Да, тука е кај нас во кањонот на Матка. Браво. Каде што е навистина прекрасно место и има многу други пештери кај нас тука и во околината на Скопје и низ цела територија на Македонија. Матка е неоткриена убавина. Да, Матка е едно прекрасно богатство кое што изобилува со многу природни феномени како пештери, нели самата појава од кањонот, флора, фауна, се што е откриено таму е навистина фасцинатно и тоа го докажува бројот затоа што сите овие изминати години се повеќе се зголемува бројот на туристи и на посетеност на Матка, како и на Кршталната. Ова е дел од мои активности каде што извршуваме спасување во Словенија, во една пропаст од околу 300 и нешто метри, се не се сеќавам точно кога беше. Вадиме повредено лице, се гледа дека тоа е во носилка, затоа што покрај спелеолог, јас сум и спелеолог спасител и инструктор за СРТ техники и рата стандарди, се што вклучува работа и на јаже и речем висинска работа. Помош кога треба. Да, помош кога треба. Активен сум и нели во делот од 2012 во дирекцијата за заштита и спасување. Ова е кога го поставив. Да, фотографијата беше кога пред влезот на последниот рекорд каде што слегов на минус 1200 метри. Тука бевме 13 души. Словенски тим го организираше таа експедиција. Аплициравме, не одбраја 13 души од 7 различни држави, од Балканот бевме само јас и словенци, имаше од Италија, од Израел, од Унгарија, од Шведска,
и тој го составивме тој тим и таму работевме напорно 10 месеци се подготвувавме за таа експедиција. Имавме секој месец разговори со словенечките психолози затоа што еден човек ако не е доволно спремен не можеме таа експедиција да направиме, секој зависиме од нас. Имаме 10 месеци припрема за храна, 10 месеци тренинзи кои што работевме по програма. И на крајот во тие 6,5 дена скоро јадиме минимално, јадиме само некои инстант гелови, јадевме пушено козјо месо од алпските од Словенија, затоа што на таа длабочина не може контролирана ни е и храната и водата. И мораме да даваме максимално енергија, а да трошиме многу повеќе. За вас час и половина ни е кратко време кое што може да го одвоиме, но затоа ветуваме особено во пролет може да се сретнеме на Матка, па таму да направиме нешто во Пештера. Може. Да. Ајде да ги погледнеме кога сме кај убавините, фотографиите од градоначалникот на Маврово, од господинот Онер, да видиме што тој ни издвои. Што гледаме, господине, каде е ова фотографиране? Па да, ова фотографија е на патот за Галичник, каде што има една убава панорама, каде што нели доле е Мавровското езеро. Мислам дека ова е една прошетка со 4 цикли, да кажам, со едни заеднички пријатели. И така, ова е една убаво место, убав видиковец, мислам дека тука или на времето е направен еден дрвен видиковец за туристи, за посета, за така да тоа е во Маврово, од кај да го гледаш е убаво. Е убаво, така. Следна фотографија. Малку поофицијална, од неофицијално, официјално. Добро, ова е веќе официјално интервју некое, значи во врска со локалните избори кои завршија и така. Тука сме на декември месец е ова. Тука официјално веќе соопштивме дека ќе имаме зимска сезона. Така, сите бевме загрижени. Каде што се решија тие, да кажам, меѓусебни недоразбирања и официјално еден од собствениците на новиот собственик на ски центарот кој што работи во Австралија. Голем поздрав до него, да го подобри, да го надгради оно што Маврово го има. Разговаравме и за таа работа и мислам дека ќе има сериозни инвестиции. Ова е веќе примопредавањето на уверението за избран градоначалник во општината. Така. Да. Тоа е тоа. Ова е вашата канцеларија, ќе ве посетиме. Добре дојдени сте. Има многу што треба да се раскаже за Маврово. Така. Следна фотографија. Тука сме на увид на спортската сала Македонија, изградена во близина на селото Ростуше, која што за жал оваа гледка. Ова е гледката, претходната локална власт како да малку подзаборавила во тековното одржување и грижата кон овие спортски инфраструктурни објекти, кои што се од големо значење за општината. Впрочем, ова е единствената спортска сала во Долнореканскиот крај, но за жал ја наследи во една лоша состојба. Веднаш реагиравме, објавена јавен повик, јавна набавка за реконструкција и веќе тука договараме со идниот изведувач околу динамиката на отпочнување на градежните активности. Така, се надеваме во брзо време ќе имаме одличен објект. Ова се слики од основните училишта кои што се во рамки на општината Маврово Ростуше за нова година, заедно со директорите на училиштата, организираме доделување на новогодишни пакетчиња. Тажна е бројката на дечиња, популарноста на училиштето во Анови кој има само 3 дечиња. Јас се надевам дека до година ќе бидат бар 30. Така. Но секоја чест дека сте го организирали ова, иако бројката е мала на дечиња. Колку има вкупен број на деца од сите училишта, не само од Анови? 4 основни училишта, по средно општинско училиште, вкупно некаде околу 370 ученици. Така.
што е вака поразително. Така, ова каде? Ова е веќе приватна. Приватна, да. добро. Приватна, ова е веќе дома кај мене во куќа. Така. Ви благодарам на тоа што ни отворивте вашата приватност и приватно и службено ни споделивте неколку фотографии. Следно ќе ве посетиме за малку одблиску да ги запознаеме сите убавини. Не само тука го имаме Дув, го имаме Никифорово, ги имаме сите убавини така на овој крај на Македонија. Да ги видиме сликите од Деспина и да ги коментираме истите. Тука сме на Златибор, на Голд Гондола што е позната. И баш ќе одбрав оваа слика за тоа што да им кажам на луѓето дека ние буквално еџе ја носиме секаде со нас. Каде што можеме да ја носиме и знам дека тука возевме со гондола, бевме со пријатели. Горе имавме бевме на настан за цртање за вино и овдека е буквално сликата најгоре на гондолата каде што се качува најмногу. Да не се грижат гледачите каде, еџе сега зад камерите, бидејќи светлата не се така природна средина. Да, ја тргнавме, не сакаше да седи. Покрај кучиња имаме и нешто интересно да спина. Да, ова е змеј, ова сум јас пред повеќе можеби од 10-15 години, не 15, црвено коса, да. И тоа ни беше гуштер, тоа ни беше гуштер и го шетавме сегде. Ова ми е многу драга фотографија, поради тоа што мајка ми предаваше на еден од универзитетите на Оксфорд. Браво. И на третиот ден буквално морав да ја однесам пешки по штикли со шминка, со се, затоа што имаше природно научен музеј. Тука сме позади во музеот, во Оксфорд, и е фасцинантно дека сите музеи им се луѓе бесплатни. Да? Да. И тоа ми беше ептен драга фотографија, затоа што успеав од предавање да дојдеме до тука. Да може секој кој што сака да Да, све е бесплатно. Да. Тука сме во Будимпешта. Ова се мајка ми и сестра ми. Сестра ми беше студент во Будимпешта на универзитетот, на ветеринарниот универзитет. И тука сме позади парламентот. Често одевме, долго време често одевме за Будимпешта и ова ми е драга фотографија каде што сме трите заедно сликани. Да, убави спомени стварно. Ова сме во печопот во кој што сум јас дел. Сопругот ве поддржува зад камерите, да го видиме и само на фотографија. Да, сега да го видиме и на камери. Ова е новогодишна фотосесија, одбрав од нас, иначе работиме со терминот минимум 20 луѓе и кучиња. Не сакав да објавам нечија друга слика без дозвола, но ова сме ние. Ова го правиме секоја година, секој декември, 2 пати во месецот, каде што правиме фотосесија со миленици. Да. Браво. И тука доаѓаат миленици, доаѓаат родители, доаѓаат пријатели, цела фамилија. Имаме многу интересно. Да, имаме ситуации каде што сме сликале дечко и девојка со куче, па наредна година се венчани, па потоа девојката е бремена, па имаме бебе и така и више. Цела приказна имаме и е стварно настан кој што ни е многу драг. Мојот девер Филип Нечевски секоја година со мојот внук ве посетуваат и го гледаме како внукот му расте и како кучето ни расте. Стварно е уникатен спомен. Да. Тука почна мојата љубов кон храната. Тука сум јас на колеџ во Солун и тука всушност правиме ние путар. На колеџот имавме настани и предавања кои што буквално изработувавме храна. И од тука еден од моите почетоци каде јас сватив колку ме интересира храната, прво за луѓе и потоа полека се насочив на кучиња. Така. Едната љубов со другата се спои. Да. Ова ни е една фамилиарна слика која што ми е мене многу драга. Тука сме на крв во апартман, повторно еџе со нас. И сакав со тоа да прикажам дека повторно нели миленичето е секаде со нас и дека можеш да шеташ, да патуваш со неа. Она е буквално секаде со нас. Се јави позади камерата. Да. Си го слуша името. Тука сум на сајм во Истанбул, предходната слика. А ова е до дуканот во кој што работам и на сликата е црното маче Пантер. Пантер ние мислам веќе починат, не е со нас, но тоа е маче кој што ми има научено мене лично за мачките. Поради тоа што тука всушност јас сватив колку е различно да чуваш нешто и да учиш за нешто. Значи личното искуство сметам дека она што ми има направено мене многу подобар сопственик, многу подобар советник, многу подобра личност да можам да ги разберам животните и нивните сопственици. Тука некоја белја прават затоа што цело време беа заедно. Сликава идеално се уклопи кога зборуваме за страв.
поради тоа што доколку мене ме зумираш, јас во моментов умирам од страв на камилата. Или? Така да, дали се плашам од животни, одговорот е да, многу. Да, и за тоа Добро, но и те сте го поминале тој страв и... Па не верувам. Или не? Не верувам. Вие сте се качиле на камилата? Да, ме Стравото натера. висина или стравото? Не, стравото тоа што те тресе. На камила дека? Да, не си стабилен и оваа слика ми е многу често се смеат пријателите со мене затоа што еве Деспина мртва исплашена од животни, да. Така да ете, да, имам страв. Од тука почна целата приказна со советник за миленици, поради тоа што тука магистрирав тука магистрирав за агроекономија, каде што магистерската ја пишував за навиките на живење со луѓе со кучиња. Тука истражував за животните, за луѓето во Скопје и полека се насочив на тоа што всушност нели го имам постигнато денеска. Интересно. Тука почна се, да. Мојата менторка е виновна. Од тука почнува се да спина. Да, од тука почнува се, да. Ова ми е многу драга фотографија и ќе се надоврзам на тоа што го кажа Дарко. Ние не сме свесни што можеме и многу често кога ќе си се навратам на слики од детство, сум си благодарна на себе, сум среќна што сум успеала да постигнам толкав успех и затоа си имам некои слики од мене за да едноставно да си дадеш поттики да кажеш браво колку сме напреднале. Колку ова девојче што ужива некада на кампување, денеска ужива на матка, на матка. Денеска уживате во тоа што го правите. Да. Има ли прашање кој што не ви го поставивме, сакате да го споделите со целата македонска јавност? Ева од градоначалникот да започнеме. Па, Се зачудивте кога ви се јавивме. Велите Александра, како ме најдовте одма, уште 10 дена градоначалник. Да. Па нема, сигурно дека ќе имаме и втора и трета средба. Имаме, верувајте. Ве покануваме официјално, иако изразивте сами желба да дојдете во Маврово, да дојдете во Долно-Реканскиот крај, да ги видите сите региони. Во вашиот крај имаше една традиција која што сакам да ја споделиме токму во Скудрине, каде што мештаните има настан кој што верувам дека не е толку отворен за целата јавност, да се случуваат традиции во дом на едно семејство, така да има многу што да се раскаже. Не ми текнува искрено зашто. Да, возбудивме сега вака јавно. Само да дојде пролет, јас ќе дојдам. Бидејќи јас си одам често во Маврово, ама повеќе сакам кога е потопло, еве во зимскиот период Александра слободно. Додека снег. Колку снег имаме во моментот во Маврово? Немаше преку ноќ вечер синоќ околу 10 сантиметри имаше нешто. Тоа е многу малку за овој период. Некако да, ако нешто е слаба страна за зимската сезона е снегот. Нешто работат и топовите за вештачки снег, нели? Но реално треба поголеми количини за да може да бидат патеките како што треба. А мечките раздвижени ли се во овој период од годината или? Зимски сон се сега. Голем проблем се реално. Мечките, пренамноженоста си го прави своето. Треба да изнајдеме решенија. Има конкретни некои предлози да видиме како ќе поминат. Но за сега немаме проблем од мечките, бидејќи нели е таков период. Сон, така. Но што ви се случува? Зошто овој проблем воопшто настана? Дајте стравуваат мештаните, да стравуваат оние кои што се во викенд на селбите? Комплексен е човекот ја влезе во нивното живеалиште и обратно. Па и двете работи се мислам дека реално. Јас знаете како пак се повикам во времето кога бев директор на Националниот парк Маврово, ние вршевме по специјализирана, дефинирана методологија пребројување на дивечот во Националниот парк Маврово, меѓу кои и мечката. И во тој период, некаде до 2017 година, бројната состојба на мечката беше на граница на она што значи дозволено, согласно територијата и големината на паркот. Верувам дека од 2017 до 2026 бројките се прилично поголеми, размножувањето. Барем тие нека се размножуваат, ако немаме мештани. Да, но навистина денеска состојбата е прилично алармантно да аспект на бројна состојба. Јас кај што живеам,
кај мојата куќа имам често контакти, не сега во зимскиот период, меѓутоа на есен со мечки и се среќам скоро секоја втора вечер. Значи вас ви е... И кога се прибирам од работа, да, тоа ми е веќе и најприродно, да кажам, но во секој случај создава една фобија, еден страф кај локалното население. Добар дел од населението се стари луѓе, бидејќи помладата популација е надвор, нели, на привремена работа, се создава, влегуваат во дворови, во приватни имоти, прават одредени штети. И мислам дека има начин, и треба да се изнајде начин, некој по примерот на Хрватска и Словенија, и таму има пренамноженост на мечката, затоа што мораме да ги задоволиме двете страни. Секогаш сум двете страни да бидат задоволени и она што значи, нели, природа, флора, фауна, но во исто време и потребите на локалното население, затоа што касно ќе биде ако настане некој посериозен инцидент. Како кога ќе ви дојде на гости една мечка се однесувате и подготвувате кафенце, се шегувам, вели? Имаме петарди, вака некои работи за да ги исплашиме, нема чаре друго. Да не ги откриваме сите детали. Да, имаше доста видеа по социјалните мрежи секоја година. Да. Излегуваат некои такви видеа, имаше тука од водно се симнуваат други животни, така што дефинитивно дивата свиња, човекот дефинитивно прави нешто што не им се допаѓа. Значи, како што кажавте, треба да се изнајде, да не се навлегува и ние во нивниот простор, за да не влегуваат тие во просторот каде што живеат луѓето, изместени се работите малку. Последниве 3-4 години мислам дека е проблем и со недостаток на храна во шумиве. Значи, неповолни временски услови, баш кога треба да се создадат тие плодови преку цутови, преку она, например, замрзна во минатава година и таа пред неа и нема шумска храна и дивече се спушта во населените места. Не зборуваме за климатските промени, а тие ни се случуваат и се веќе видливи. И тие си имаат свое влијание, исто така собирањето на комуналниот отпад, она што е ингеренција на општината преку комуналното предпријатие, тука треба да се подигнеме малку на повисоко ниво во однос на контейнерите и тие времени претоварни станици, нели, на самиот отпад, бидејќи најголем осет има дивечот и знае како да стигне, нели, до потенцијална храна. Така да повеќе фактори се, мислам дека треба да се седне. И јас конкретно како градоначелник ќе иницирам таа средба, да седнат сите засегнати страни, сите институции и да изнајдеме начин кој што ќе одговара, нели, како што кажав, на двете страни. Дарко, ако градоначалникот се сретнува со мечки, вие имате ли некоја така интересна средба која сакате да ни ја споделите од вашата професија? Да, искрено, не дај Боже ние да се сретниме со мечка во пештера. Би било многу лошо ако ја разбудиме баш и во зимски сон, но немаме контакт, затоа што пештерите ние каде што влегуваме се многу длабоко внатре и реално живеат само некои инсекти како лилјаците и ете како што кажа за среќа стварно сме намале. Така, но инсектите се не многу пријатна. Да, тие се несекојдневни инсекти кои што не ги гледаме, нели, воопшто или се ги гледаме како што спомнавме во Бетмен. Тоа малце ни прават така јазиви сцени, но тие се сепак безбедни. Но вие што без опрема, што ви може вас еден инсект? Искрено. Ништо. Тоа е следен предизвик. Следен предизвик, лично за мене, сакам да учествувам на поголеми експедиции, има некои на најави. Се надевам дека ќе успееме оваа година. Пред неколку години беа исто тоа, требаше да одиме во Грузија. Така. Но не успеавме, не добивме дозволи за да истражуваме таму, затоа што во Грузија таму има еден венец на таму се најдлабоките пропасти во светот, како Крубера и другите, каде што станува збор за пропасти кои што се подлабоки од 2000 метри и комплетно може да остануваме и по десетина дена, 2 недели натре во тоа. Но чекам уште потврда и се надевам дека ќе има позитивно за да почнеме со припреми. Дај Боже да ви се исполни. Да, дај Боже, да. Тие експедиции се случуваат само во август, негде крајот на август, средината август, затоа што тогаш нели се најголемите суши и зештини, имаме можност да се цела таа вода која што се цеди длабоко внатре во пештерите, нели оди што подолу за да ние да слезиме што подлабоко. Подлабоко, така. Да. Се надевам следната средба ќе имате да ни раскажете токму од оваа експедиција можност, каде што ние сме тука за да ве следиме и да го раскажеме нашето секојдневно. Се надевам и јас искрено и па и
во друга можност, нека затопат нели временските услови, дека би можеле и заедно и со вас да одиме во некоја пештера, да се спустиме, да имате и вие едно искуство, да одиме во Маврово заедно. Шаркова дупка. Шаркова дупка пештерата. Така. Договората може. На гости. Тоа да очекуваме од вас следно, што ќе ги изненадите милениците, собствениците и сите оние влюбеници на она што значи домашен миленик. Така, ние, мислам и јас и мојот тим секогаш работиме на нешто ново. Тоа што се работи во моментов е на ортопедски центар кој што го работиме на склопот Печопот кој што сум, тоа планираме некои околу новитети на тоа поле. Ортопедски центар значи помагала, помош за повредени миленици? Да, како инвалидски колички, како појаси за држење, како гипсови нели што им се става за скршеници и слично, суплементи, тој дел да се развие повеќе. Тоа го планираме. Мислам центарот веќе постои, но работиме како тим да го направиме поголем. Одлично. И дополнително јас лично работам за да се развие советите за миленици да бидат повеќе достапни, да биде како на интернет платформа каде што ќе може нели да бидам јас подостапна за повеќето луѓе, да може повеќе луѓе да бидат опфатени и да бидат како една платформа каде што луѓе може да си споделуваат совети, идеи, како буквално како информативна платформа за комуникација. Супер, браво, одлично. Сите имате убави и брилијантни идеи за годината. Дај Боже се да ви се исполни искрено. Ти благодарам. А ние да ве обединиме вака на трпаса, затоа што секој има нешто да сподели и да се обедини. Ете, веќе се договоривме дека следно во Маврово ќе отидеме да истражуваме. Како рековте, која пештера? Шаркова дупка. Шаркова дупка. Ево непосредна близина до ски центарот. Мислам убава. Јас знам каде е таму, бидејќи често баш во тој дел од Маврово одам со семејството, така што сум слушнала на тоа. Ама не си ја посетила сигурно. Не сум ја посетила, а ќе имаше видео на Инстаграм сигурно да ја посетам. Ви благодариме јавно за издвоеното време, за даденото внимание. Градоначалникот веќе има друга обврска во Скопје, а за останатите се надевам дека сме тука да го споделиме се она што го работите секојдневно и да го раскажеме на нашиот медиум кој што го задржува вниманието на гледачите. А вам ви благодарам што уште од рано и зутрина сте заедно со нас и така нека биде и се до крајот на денот, бидејќи ние остануваме и натаму одлични и интересни од почеток до крај.